Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место, зошто, бидејќи во наредните 60-65 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва имаме две одлични интервјуа, ќе ги измиксаме, ќе ги измешаме тие две одлични интервјуа. Останете со настаните 65 минути, сигурно нема да зажалите, ќе отвориме многу теми кои се актуелни сега во Република Македонија, кои се однесуваат на власта, на СДСМ, на ВМРО, ДПМН, на инаугурацијата на промената на власта во Соединетите американски држави, како тоа ќе се рефлектира на политичката сцена во Република Македонија, во односите помеѓу Македонија и Бугарија. Значи две одлични интервјуа во трајање некаде од 30-35 минути едното, 30-35 минути другото, ќе ги измиксаме, ќе ги презентираме и имаме одлична емисија вечерва, останете со нас, нема да зажалите. Бе објавени нови бомби, односно бомба во трајање од 2,5 сати. Може ли Заев да се струши со бомби? Објавена е таа бомба. Еден дел на Центарот за комуникација на ВМРО ДПМН прво ја шерува, ја споделува, подоцна се повлекува. Меѓутоа, кога ја анализирате бомбата, гледате дека две работи доминират и ќе останат во колективната меморија. Едниот е дел за левица и вториот дел за црнците за Никола Груевски. Дали некој со бомбата му прати порака на Никола Груевски? Дали Зоран Заев може да биде струшен со бомби во Република Македонија? Дека левица е најдобрата инвестиција на СДСМ? Дека левица на Здравко Савевски, тој дел, дека е инвестиција на Бранко Царенковски. Тоа беше кажано во бомбите. А Заев јавно кажа на парламент дека инвестирал во кампањата на Апасиев. Па сега, ако Бранко Царенковски е Здравко Савевски... И тоа Апасиев не го демантираше. Тоаш Зоран Заев е за Апасиев. А господинот Груевски практикувал специфичен начин на забави, на Сешели. Тоа е суштината, тоа е суштината на таа бомба. Сето тоа има еден клуче битен. Груевистите немаат лек за струмичкиот концепт. Ако имаше Груевски и неговата екипа лек, како да го порази Заев, ќе го поразеше Заев уште на локални избори во Струмица. Барем во 2010 година, кога ВМРО ДПМН беше се моќна. Или владата на Груевски беше се моќна. 10-11 година. Тие бомби кои се пуштаат во јавност, мислам дека се само едно ехо на ова што се случуваше претходно. Зошто сега? Се употребуваат за меѓусебни уцени меѓу политичарите. Бугарски, зошто сега? Но клучното е Заев е господар на луѓето кои се во Белата палата на ВМРО ДПМН или кои амбицираат да бидат. Сите оние кои ги снимал Груевски, сите оние кои ги снимала тајната служба тогаш во времето на Груевски, сите тие бомби, снимки, компрометирачки материјали кои ги има Заев, преку нив он е господар на животот и судбината на тие луѓе. Се дека тие луѓе го раководат ВМРО ДПМН, тие никогаш нема да го пораза Заев и нема да го пресне влада. Кој ја пушти таа бомба? Значи, ако гледаме дека атакот е на Никола Груевски, тогаш две структури се нервозни во ова време или во овој период. Едната структура е на Мицкоски, очигледно е нервозен. Веројатно го чекат резултати кои треба да ги испорача. Дали се тоа локални избори, се најавува дека некаде февруар, март може да се случи нешто во партијата, не е битно. И вториот играч кој е нервозен е Јордан Орце Камчев. И двете структури, Мицкоски и Јордан Орце Камчев, имаат логистика на располагање, имаат центри за комуникација на располагање, имаат дувла едниот и вториот на располагање. Многу често им се поклопот интересите, многу често и не им се поклопот интересите, говорам за Орце Камчев и за Христијан Мицкоски. И очигледно дека сега таргетот е Никола Груевски. Зошто би им сметал Никола Груевски? Ја имам впечаток дека партијата се користи само за подкосурување, односно за пазарење со власта, за намалување на одговорност од некои кривични предмети, или да исчезнат, или да застарат, како што застаруваат сега пред неколку дена застари друго кривично дело, нели? За таа уништување на опремата со која де факто се направи прислушувањето. ВМРО ДПМН служи само како за јаболко за подкосурување. Ништо повеќе. И од тој аспект тие бомби и сето тоа што се случуваат во политичко подземје, така да го наречеме, се тоа гол пазар кој нема врска со национален интерес или со државна политика. Тоа буквално
користење на партијата и затоа се борат они да ја зачуваат партијата под контрола. Затоа и Груевски посесивно ја чува ВМРО-ДПМНЕ под контрола. Само и само да има јаболко за пазарење. Дете Груевски. Тезата беше следна. Зоран Заев дојде на власт со бомбите и ќе се замине од власт со бомби. И тоа не се случува. Вие велите дека Тоа што ви кажав дека Зоран Заев е носител на струмичкиот концепт, кој е многу поинаков од она на кое сме ние привикнати во минатото. И втора работа. Струмичкиот концепт функционира на база на комуникација, координација, субординација со сите можни ликови, личности, структури и така натака. И своите стратегии ги гради од дневниот интерес. Така да тој премногу брзо мутира. Еве да се изразам со таков речник медицински. Вирусот струмички концепт премногу брзо мутира за Груевски да најде вакцина. Едноставно нема вакцина. Потребно е решение. Значи сега да кажете дека Зоран Заев не може да падне со бомби, дека концептот е промашен, бидејќи тој и понатаму преку бомбите може да контролира некого со црнци, некого со белци, а некого со некоја халкидики варијанта. И дека сите структури во ВМРО кои гравитираат да бидат или се начело на ВМРО-ДПМНЕ се контролирани преку некои бомби за црнци, белци или некои халкидики варијанти. Ние во тоа време во ВМРО-ДПМНЕ знаевме за голем дел геј афери во партијата, во кои беа вклучени невисоките владени функционери. И тоа е приватна работа на луѓето и не го перцепиравме како нешто значајно за процесите визави оние процеси на приватизација на партијата. Она што го се уште во Македонија ги компрометира тие ликови ради нивната сексуална ориентираност е оружје во рацете на оној кој ги има доказите за нив. Ито, Боговски, ова бомба не објавува Заев. Ова бомба објавуваат луѓе кои се блиски или на Мицкоски. Не знам кој објавува, знам дека шеруваше ВМРО-ДПМНЕ. Да, ВМРО-ДПМНЕ шеруваше. Инаку за ова бомба се знаеше уште пред 2 години. И тој еден битолски адвокат се фалеше јавно дека располага со таа бомба. Има и други бомби кои беа разменети меѓу двете страни. Ја нудеше таа бомба. Ја ви давам на вас бомба за вас. Да. Вие ми давате на мене бомба за мене и ги поништуваме и не ги објавуваме пред парламентарните избори со цел да опстанат и понатаму да управуваат двете структури. И гледате Богојски. На кои две структури ги раководи сепак една мајка. Значи, Заев е снимен на таа бомба и Александар Верушевски. Александар Верушевски е човекот кој Христијан Мицкоски го нарекува голем патриот и родител на 2 малолетни деца. Така беше формулацијата, значи. Дефинирана Александар Верушевски од страна на Христијан Мицкоски. А можеби му е дал на Александар на Христијан. Како голем патриот. Ако се тугари, можеби му е дал. Тоа е бомба, па добро сега, ова е патриот. И можеби Христијан се обидува да изврши притисок врз Груевски да му пушти повеќе пари од Будимпешта. Бидејќи на Христијан му секнаа парите од Белград и сега мора да најде дополнителен начин на извор на финансирање. Видете, по пресите пресметки, една сериозна, добро организирана политичка партија може да функционира и со 80 до 100.000 евра. Месечно. Но Христијан е човекот кој живее во луксус. Човекот кој е познат по луксусот и потрошењето. Он само од буџетот на Македонија, на Републиката, државни пари, народни пари, што викаат левичарите, 2.200.000 евра секоја година ги трошите. Дополнително за изборни кампањи. Зборувам за редовно финансирање на партијата. Ако се земат и парите кои доаѓаат од странство, од Будимпешта, он троши милиони евра. И он е, како да кажам, толку лагоден во опозицијскиот живот, нешто што го имавме забележано во времето на Бранко Црвенковски во СДСМ. Бранко со неговите луѓе беа толку лагодни, пратеници со многу пари и така натака, што немаа мотив да се борат против Груевски. Сега ситуацијата е обратна. Христијан Мицковски, ученикот на Бранко Црвенковски, он толку лагодно живее во мермерниот дворец, толку многу пари има тој мермерен дворец, што едноставно нема потреба да се бори против Заев. Гледате она снимка која беше однив шерувана. И во клучиот момент кога требаше Христијан да биде сменет од лидерската позиција, тоа е во ноември 2020 година, пред нова година, Заев му пушти пари од буџетот на Републиката
и го наполна чекмеџето на христијан, за да може христијан да купи низа делегати кои требаше да гласа против него на вонреден конгрес. Значи со тие пари од 2020 година Едноставно беа купени делегатите кои ќе гласа против Христијан Мицкоски. Едноставно клиентелизмот го уништува ВМРО ДПМН, а Заев е премногу паметен да го хенува тој клиентелизам во ВМРО. Гледате Богојски. Која гледа тоа на фотографија во Будимпешта, кај што со Орбан, министерот за надворешни работи на Унгарија, Александар Николовски. Јас сум видел и други фотографии во Будимпешта. А тоа е каде што луѓе на Христијан Мицкоски излегуваат од куќата на Груевски со торби, со црни торби. Така да и тоа сум го видел. Така да и оно што сум го видел па јавно што го објавиле со Орбан не е ништо посебно. Меѓутоа, погледнете ја снимката на таа маса. Пред Мицкоски нема ништо, пред Николовски нема ништо, пред министерот за надворешни работи нема ништо, а пред Орбан има документи. Не комуницира со Мицкоски, комуницира со Александар Николовски кој ја задолжа за парите кои се добиваат од Будимпешта. Очигледно дека на таа средба во Будимпешта пред неколку дена им е јасно соопштено колку пари има ВМРО ДПМН добиено од Будимпешта, колку пари се потрошени и дека резултатот е голо, ништо. Ни дојдоа на власт, ниту па се доближија до можноста да дојдат. Едино што може да радикализират, да го напуштат парламентот и да направат политичка криза во Република Македонија. Јас мислам дека се оди на едно повторување на Бојко сценариото, кое ќе тргне со пописот, ќе продолжи со бојкот во парламентот и излегување, радикализација наводна на ситуацијата во земјата, се со цел Христијан да најде алиби за бојкотирање и затоа и господинот Даштевски ставен за председател на ДИК. Тој е психички лабилна личност. Он може да направи сериозни срамотилуци на земјава, може да ја посрамоти земјава среде избори. Такви личности веројатно треба да бидат хоспитализирани, не да бидат председатели на ДИК. За кого говорите, за Даштевски? Да. Или стегне некоја тужба? Кој ќе ви гледа греоите некоја тужба ќе ви стегне Даштевски? Јас имам таков впечаток. Ја имам право да го споделам впечатокот за некоја личност. Бидејќи јас мислам дека човекот не е добар со разумот. Тоа е дел од тоа сценарио, локалните избори да бидат бојкотирани, за да не се повторно признае пораз од Зоран Заев или од СДСМ на локалните избори, а да во Македонија се предизвика криза внатрешна, која е нарачана од една наша соседна земја. Од која? Од Бугарија? Ќе бидам директен од Република Бугарија. Гледате, господине Богојски, значи Мицкоски и Николовски прават политичка турнеја со одредена флоскула да ги одблокират евроинтегративните процеси на Република Македонија. И одат во Унгарија, односно во Будимпешта, одат во Словенија, одат во Хрватска. Добро, они не отидоа никаде на друго место. Да не се лажеме. Меѓутоа, сите турнеи на Христијан почнуваат и завршуваат во Љубљана и во Будимпешта. Попатно во Белград го примаа едно време, сега више во Белград не го примаа. Па да. Така да тоа е смешно се нарече меѓународна турнеја на лидерот на ВМРО. Значи јавната Кога лидерот на ВМРО ќе оди на турнеја низ Европа, треба да се треси Европа. Треба да се знае со кој се сретнува тој човек. Тој треба да го носи гласот на македонците од Балканот низ Европа. А ние имаме едно исплашено човече кој се мисли дека е лидер на ВМРО, наречен Христијан Мицкоски. И он цел живот турнеја прави те Љубљана, те Будимпешта. Како Заев му мислам дека веќе и во Загреб не го примаат. Гледате како Заев му ги зима врските и контактите и со Белград, и со Анкара, односно со Истанбул, односно со Турција. Значи јавна тајна е дека за изборите на 15 јули Заев нема скрупули со кои се работува. Се влезени 2 милиони евра турски пари преку Белград и се внесени не велам во македонската, во опозицијата, се внесени во опозицијата во Република Македонија. Тоа се турски пари за промена на власта. И бидејќи Ердоган гледа дека со тие пари не може да биде смената власта, кој секој рационален и паметен човек ја менува страната. Ако вие имате конј на кој постојано се кладите, тоа го направи председател Вучич од Србија. Тоа го прави председател Вучич од Србија. Да. Кај што Иван Стојилковиќ е пуштен низ вода, одамна е пуштен низ вода, кај што комуникацијата со ВМРО како крајно корумпиран и потрошен политичар. Кај што комуникацијата со ВМРО ДПМН кој се држуваше на ниво на контакти со Пинк телевизија, со луѓе кои прават истражувањата на јавно мислење, исто се пуштени низ вода. Христијан ја изгуби таа логистика. Едноставно.
кажано, бидејќи покажа дека не е човек кој може да донесе победа. Никој не сака да игра со човек кој никогаш нема да победи на избори. И сега останува картата. Суштината за да го промениме Заев од на власт, односно да го трнеме СДСМ на власт, лежи во тоа ние да обезбедиме европски опозиционен лидер кој ќе ја киднапира или ќе ја ослободи од рацете на Заев европската агенда и ќе го порази Заев на избори на честни, машка победа на честни избори. Без многу приказни калкулации, служби, приказни за бойкоти и чуда. Помина незабележливо, Телма ја објави таа информација за Седат Пакер. Тој е криминалец, односно еден од големите шефови на турската мафија. Многумина смета дека по него е снимена серијата Долина на волците. Пред 3 дена е протеран од Република Македонија, беше стациониран тука во еден хотел Мрамор или како се нарекува близината на Скопје во општина Петровац. Дојде од Црна Гора после промената на власта во Црна Гора. Гледате, Зоран Заев, иако не е во добри односи со Тајип Ердоган, на барање претпоставувам на турските служби, бидејќи овој човек, кој е еден од шефовите на турската мафија, беше во конфликт со зетот на Тајип Ердоган, е протеран од Република Македонија. Така како функционира сите можни упоришта на Христијан Мицкоски, тој ги става под контрола. И Александар Вучич, и Тајип Ердоган, и така натаму, и така натаму. И останува само бугарската линија на Бојко Борисов и Красимир Каракачанов, кој му остава на располагање на Мицкоски. И која е единствена линија која го држи Мицкоски на чело на ВМРО да помане. Стратешка грешка на Бугарија беше тоа што се полакоми, или им беше повредена суетата, или мислеа дека Христијан ќе биде голем играч и сакаа да ги купираат србите, кои во тој период му даваа сериозна поддршка на Христијан, влегува во сценарио на Па сите овие анализи. на факторизирање на Христијан и донесување на власт во Македонија. Говориме за бугарите. Говориме за она длабока или руска банда која сериозно владее со Бугарија, има сериозно влијание врз сите бугарски политичари, голем дел бугарски. Има тамо две линии. Едната линија е Ми-6, тој е Бриго Аспарухов, и втората е КГБ линијата. За наша несреќа, КГБ линијата е присутна во Република Македонија. Тој е Красимир Каракачанов, тој е Бојко Борисов, тој е Екатерина Захариева. Таа линија сака да го факторизира Христијан Мицкоски. Она што е антиевропска стратегија за спречување на проширувањето на Европа на Балканот, застана зад Христијан по руска нарачка. Идејата беше да се произведи Христијан во голем македонски патриот, кој ја брани Македонија од клетите татари, кои сакаа да ни го сменат идентитетот, да не побугарат и да ни го направат македонскиот јазик, бугарски јазик. Значи после продажбата. А тоа Заев да го продаде. После продажбата на и името. Заев да биде дупли предавник. Да. Го дал името, сега го дал презимето, односно идентитетот, така, односно јазикот. Меѓутоа тоа не успеа, бидејќи беше акцијата во старт откриена, бидејќи бугарите имаат многу слаби позиции во Македонија. Затоа вас ви ги вадат аферите. И дуваат како бугарски. Како овчарчиња во шупелка. И тоа лесно се слуша ехото. Она емисија што направивме пред 3 или 4 месеци, која мислам дека драматично ги повреди бугарите и ги растури кон меуро сапуница нивните интереси во Република Македонија. За еден олигарх, што вие моравте постојано нели да се демантирате, се да објаснувате дека јас тоа сум го извлекол од контекст, не е битно. Меѓутоа таа емисија кај што ја разглобивме бугарската стратегија, после таа емисија следуваше напад брутален врз вас. Кај што ги извадија тие афери дека на адреса на Искар број 600 адреса на бугарските служби така натаму и биле давани. Ниту ја знам која е адресата, ниту сум бил во животот. Па ја извади она глупа афера за мој дедо, Па дека би давал Каракачанов стипендии некакви така. Да, за мој дедо кој јас него ни познам во животот бидејќи во мојата потесна и поширока фамилија нема таков човек. Бугарија тоа нема да ни го прости. Бугарија тоа нема да ни го прости. Бугарија се преврата како фурнаџиска лопата во политиката. Од апсолутни поддржувачи на Заев и негови факторизирачи во Македонија и антигруевисти
се претворија во апсолутни поддржувачи на Груевски и неговите политики тука, конкретно на Христијан Мицковски, Зошто? кој нема храброст да каже А не Б против Бугарија. Ама гледате, он прави... Христијан нема храброст да се спротистави на ништо. Христијан нека ми каже со еден збор колку успеа, или со еден аргумент од експертизата на партиските кадри, успеа да одбрани, еве ние што сме и помали, далеку помали структури, секојдневно се бориме со промоција на низа документи кои доаѓаат од Соединетите американски држави, кои доаѓаат од европските земји, кои доаѓаат од светската историска наука. Се бориме Богојски. за да извадиме. Мицковски прави европска турнеја да го одблокира евроинтегративниот пат на Република Македонија. Не, тоа е смешно. Ама не се извинувам. Тоа е смешно. Тој дава алиби на политиката на Бугарија, бидејќи испаѓа дека македонската влада и македонската држава е неспособна и затоа е блокирана на европскиот пат, а не дека бугарите поставиле глупи барања, глупи услови и ставиле вето на тоа. Тоа е вистина. На тоа. Значи, Тоа е тие вистина ја амнестират политиката на Бугарија, на Каракачанов, на Захариева, на Бојко Со една Борисов. реченица. Вистина е дека СДСМ го изгуби европскиот пат. Вистина е дека власта нема решение за бугарското прашање. И не може да го И реши. нема ни да има. И со Бучко и без Бучко. Така е. Не може. Меѓутоа, исто така поголема вистина е тоа дека Христијан нема капацитет да го земи во свој раце европската, да земи европската агенда. Па видите, ако вие На тој начин Христијан ги руши позициите на Република Македонија, државнички позиции, наспроти Бугарија. Тој е портпарол на Красимир Каракачанов. Значи, тој излага и вели, јас ви соопштив тоа што се го кажува Красимир Каракачанов еден месец претходно во само вистина емисијата на Канал 5 телевизија. Јас се известив јавноста дека пред да започна проблемите со Бугарија, пред да се случи бугарското вето, и сите тие атаци врз мене беа организирани од два центра и кажав дека де факто се координираат тие два центри. Едниот центар беше ВМРО во Бугарија, Во Моробана, да. кој Красимир Каракачанов. го викам ја се уште СМД, бидејќи е украдено од македонските друштва во Софија пред се, но и цела Бугарија. И така нареченото македонско ВМРО би нарекол структурашкото, или така, да не би да звучам застарено малце удбашкото ВМРО, кое го води Христијан и од тие два центра во ист ден направија координиран напад. И тоа е повеќе од доказ дека Христијан се координира со господинот Каракачанов. Но видите, не е проблема во комуникацијата со Каракачанов. И јас можам да се чујам сега додека трае емисијава со Каракачанов. И може да правиме 10 состаноци со Красимир. Проблемот е што говориме на тие состаноци. Проблемот е дали се бориме за македонските позиции или не. Проблемот е како се убедуваме со бугарските представници. Проблемот е дали имаме храброст да им се спротиставиме на бугарската длабока држава. Видите, господин Богојски. Очигледно Христијан нема храброст. Сестринска партија на ВМРО ДПМН е Фидес, сестринска партија ХДЗ, сестринска партија партијата на Јанес Јанша, но сестринска партија е и ГЕРБ. Ако вие сакате да ги одблокирате евроинтегративните процеси, мене ќе ми беше многу мило да го видам Христијан Мицковски во Софија, на средба со Бојко Борисов, кај што му кажува во лице дека Гоце Делчев е македонец, дека македонците се македонци, дека македонскиот јазик не е дијалект на бугарскиот. Тоа го очекував од Христијан. Јас тоа го очекував од Христијан и ќе бев многу среќен да го видам, бидејќи знаете, одблокирање на евроинтегративни процеси во Загреб, во Љубљана и во Будимпешта за мене е бегство од реалноста. Нас не ги блокира тие процеси, неспособната влада на Зоран Заев да ги реши прашањата, но во најголем дел Каракачанов, Захариева и Бојко Борисов. Години се правеше кампања против мене како Петар Бугарофилот. Нели, кој сака да воведи бугарски јазик така натака. Така и во телефонот биам запишано. Може би вие ми. Да, така и биам во телефонот запишано. Ќе морам да сменам Србоман да ставам. Напишете Србоман, Пера Богоевич ми вика. Пера Богоевич сака да ставам, да, Пера Богоевич. Значи, некои се изненадени од моите ставови, но јас воопшто сум изненаден. Зошто? Сите мои пријатели во Бугарија, на политички контакти, на секој начин контакти, они знаат и јас сум отворен пред камера да зборувам со сите од нив. Секогаш има принципи на база на кои јас разговарам со нив, а не нивни очекувања. Ја не сакам да ги исполнам бугарските или грчките или српските очекувања. Не сакам да му се допаднам на никој наш сосед. Туку сакам да изгледам принципи на кои разговараме. Првиот принцип ми било неповредливост на македонската државност. Бугарија со меморандумот кој го испрати во Брисел
де факто, во наводници кажано, но и де факто, ако бевме 19 век и ќе започнеме војна, Бугарија на нас не ја објави војна. Со тој меморандум. Бугарија самото постоење на македонската држава и на македонците го прогласи за непријателски чин ко Бугарија и бугаризмот. Со самото тоа Бугарија ги затвори сите порти за компромис, каде што она што го нарекуваат тие општа историја, а ние го нарекуваме споделена историја. Ете гледаш, различен јазик имаме проблем со меѓу македонски и бугарски превод, замислете. Као кулахопки чорапогашти. Не знам, некој има проблем тука како се објаснале меѓу нив кога преговарале Захариева со Димитров, оди треба да кажа што да говориле. Но таа споделена историја не значи имаме споделена историја која е бугарска историја, тоа не може. Таа е споделена историја која е македонска и бугарска. Например, екзархијата е и македонска и бугарска, бидејќи е изградена и од македонци и од бугари. Зависи на која територија действува. Или низа други дејци. Самото ВМРО се почива на таа база. Визави македонизмот кој продира многу силно во Егејска Македонија. Бугарски, да не влагаме. Сега мога да го кажам. Значи, Бугарија буквално си ги затвори портите за себе си, не за нас. Да за секогаш еднаш се помери со македонизмот и истиот оној од кој векови и векови ги губи сите битки. Бугарски, каде се случува таа трансформација кај Бојко Борисов и екипата на Бојко Борисов и од поддржувачи на Зоран Заев стануваат поддржувачи на Христијан Мицкоски? Во неколку интервјуи отвараме аферата Рекет. Дали Бојко Борисов беше замешан во аферата Рекет? Дали Бојко Борисов се плашеше дека аферата Рекет може да му пукне како бомба во рацете на политичката сцена во Бугарија, во екот на оние големи протести кои бара негова оставка, и дали поради таа афера Рекет, во која можеби е вклучен Бојко Борисов, всушност станува пресвртот кај Бојко Борисов и од поддржувач на Зоран Заев станува поддржувач на Христијан Мицкоски. Некој го притисна дугмето во Бугарија за воскреснување на живковизмот и божидаризмот. Вие го знаете, Божидар Димитров, можеби и лично. Го знаме Божидар Димитров, Ја не ги знам никој. Го знаме Бојко Борисов. Но ги знам нивните учења и нивните школи. Некој го притисна копчето во Бугарија тие да се воскреснат. Божидар Димитров дури беше и во канцеларијата на Тодор Живков. Сакаше символички да покаже во боја нагоре. Да, сакаше символички да покаже дека е наследник идеолошки. И јас во моите колумни ги нарекувам Живко божидаризам, го нарекувам. Но зошто беше притиснато во тој момент, во тој контекст? Тогаш тоа дугме не беше пред година или не беше денес. Зошто за аферата Рекет? Бидејќи во Бугарија имаше голем страв дека ќе се дознае во бугарската јавност, дека бугарите ќе дознаат за две клучни афери во Македонија. Тоа е дека македонската мафија успеала да подкупи силни, големи, познати бугарски политичари кои работат за македонската мафија, де факто работат против Бугарија, и дека се вмешани во аферата Рекет во Македонија, односно ја менеджирале и снимале и создавале и монтирале и така натака. Со помош на бугарското и ја осмислиле воено разузнавање. И второ, големата афера за продажба на бугарските пасоши во Македонија. Па најмногу во Македонија. Видете, тоа е многу интересно. До толку тој процес е заведен што јас имам во телефонот оглас за продажба на бугарски пасоши во Украина. Оглас на Facebook. Вика 3000 евра купи си бугарски пасош во Украина. Еден од луѓето кои учествува во аферата. А продават руси. Еден од луѓето кои учествува во аферата на продажба на бугарски пасоши, сега е член на Македонско-бугарската комисија за историја и за образование, кој е присутен во Македонија некаде пред 15 години во битва. А зборувате од бугарска страна? Од бугарска страна. Не, тој се шиткаше за 30 марки тогаш. Тој за 30 марки во Битола шиткаше бугарски пасоши. Да, тоа беше срамота. Тоа се сеќавам покојна Димовска доста се убиваше од смеење дека бугарскиот конзул во Битола шитка за 30 марки бугарски пасоши како што шиткаат бугарски ченгии. Тоа беше срамотно нешто таму, но тоа е нивото. И сега он е носител на идејата дека ние не смееме да користиме зборот македонски, туку морало да станеме северно македонци. Така е. Он е носител за идејата. Тоа е јастребот сега. Дечкото што се шиткаше за 30 марки во Битола, што шиткаше Бугарија како ченгија за 30 марки, сега он мене ќе ме нарекува северно македонец. Тоа е стварно навредливо. Тоа е непоимливо, неприфатливо.
Ако они успеваат од човек што е еврофундаменталист како мене, јас сум еврофундаменталист по секој основ. Ако они успеваат во мојата глава да се развијат опции за неправење компромис ниту со евроинтеграцијата, од навредливост од такви момци, ченги, што сака да ме навредат по сите основи, не мене, зборувам мене како македонец и за сите македонци. Тогаш, замислете кој обратен ефект го доживеа Бугарија и кој е пораз за бугарските политики во Македонија. Бугарски. Тотален крах. И некој го стиска. Значи тие две афери. И некој го стиска копче. За да не се откриат во Бугарија. Беа подготвени да се стисне копчето за да се изгледат во бугарската јавност тие две афери. За да се спречи или да се замагли информацијата во Бугарија за тие две афери, во Бугарија се стигне на копчето на национализмот, се објави нова војна меѓу бугаризмот и македонизмот, се воскресна Живко божидаризмот и ние го имаме што го имаме ова денес. Значи, сега ако вие разговарате со било кој бугарин и му ги зборувате овие две афери, он ти вика: "Абе, остави това, не ме занимава. Мене ме интересира, кажи ми бугарин си или не си." Значи бугарите буквално изгубија свеста сега. Значи Бојко да се спаси од тие две афери и дел на луѓето околу Бојко да се спасат од тие две афери, кои се поврзани со аферата Рекет, е отворен национализмот. Е отворена Пандорината кутија на конфликт помеѓу бугаризмот и македонизмот. Станува збор за повеќе бугарски политичари, кои дел од нив се јастреби на антимакедонската реторика во Бугарија. Оние на кои му е највалкан газот, најмногу пиштат по телевизиите против Македонија. Тие се познати на македонската јавност. Да, но јас не сакам да ги прецизирам затоа што сакам да оставам бугарското обвинителство или државен европски антикорупцијски апарат да поведи постапки и да провери како тоа европска држава менаџира или е подмитена од соседна држава, од македонската мафија. Апсолутно да. И тој комплот на бугарски корумпирани политичари и представници на македонска мафија или на тајкунската структура во Македонија, која е патем кажано под силно влијание на северот, на тој начин испаѓа дека Белград е господар на преку македонската мафија на еден куп бугарски политичари. Таа структура И ова вето сега после потегот маестрален на Вучич со 8.000 вакцини да купи македонската душа, испадна дека бугарите буквално на србите портата која не може да ја отворат децении, им ја отворија преку ноќ со бугарското вето. И таа структура игра сега на картата на останување на Христијан Мицкоски и негова факторизирање како можен иден премиер на македонската влада. Па мафијашката структура во Македонија се собственици на Христијан. И они се собственици на бугарските политичари. Сосема очекувано да ги координираат меѓу нив. Нивните интереси. Бидејќи нивните планови за Македонија треба да ги оствари Христијан доколку дојде на власт. Замислете, во македонската јавност има представа дека Христијан е некој си патриот, кој ќе ја заштитува Македонија, ќе го враќа името и ќе се бори за идентитетот. А во суштина, тоа ќе биде, за среќа нема да биде никогаш, но би бил човек кој ќе ги исполни најлудите соништа на Тошо Живков и на Божидар Димитров. Gospodine Bogojski, една тема. Се случи промена на власта во Америка. Администрацијата Додека ја снимам емисијава, само што заврши примопредавање на власта. На власта во Америка. Да. Ова екипа на Џо Бајден е екипа која знае да владе, кој ги знае и ги позна балканските прилики, се враќа на голема врата, на голема сцена Викторија Нуланд. Ке биде ли растурена како кула од карти бугарската стратегија во однос на Република Македонија? Имаме две култури, бугаризам и македонизам, кои војуваат од самото доаѓање на бугарите на Балканот. Да не одиме во историски. Не одам во историски, ќе кажам. Се случи историски пресврт во еден период, кога бугаризмот беше киднапиран и стана руска, проруска ориентирана стратегија, а македонизмот секогаш е или Константинополски, од Вудро Вилсон навака проамерикански.
прозападен. Вие знаете како пресудите на Въпросите пишува Константин за Америка и Вселенската патриаршија. општо Значи тоа е македонизмот. Океј. македонизмот го гае, после хеленизмот го гае Константинопол. За нас, денешна Македонија, многу малку игра разлика дали ќе бидат демократите или републиканците на власт. Бидејќи американската држава е целосно зад грбот стои во одлуката за изгреба на македонска држава. Дали ова кипа на Џо Бајден? Поентата на Џо Бајден која е? Ке ја Тоа растори. што таа е составена од поединци кои целиот свој живот и фокусот на нивните експертизи, животно искуство, знаење, професија, го имаат изградено на прашањето на Источна Европа и Југоисточна Европа, тоа е Балканот, тоа сме ние. Ако републиканците се занимаваат со Кина, со Азија, со Блиски Исток, со арапското прашање, демократите се занимаваат со славјанското прашање, така да речеме, наводници. И ние сега добиваме во Вашингтон луѓе кои ја познаваат Македонија, македонското прашање и проблемите балкански во неговата суштина. Добро, зашо И кога бугарите? зборувате со новата администрација на Америка, зборувате со веќе искусна администрација која нема потреба да објаснувате каде е проблемот меѓу Македонија и Бугарија. Зошто бугарите не ги разбираат тие пораки? Излага и Имаат своји газди. Филип Рикер, Има тој своји. го кажува. Не, Излага, има- излага поранешниот амбасадор Осмојот Пердју, кој беше нели олеснуваш тука во процесот на преговори 2001 година, вели заврши времето на уцена на Република Македонија и бугарите не ја разбираат таа лексика. Тие пораки. Веројатно Бугарија ќе се соочи со прво Европската унија, која ќе добие поддршка од Соединетите американски држави, а тоа е практикување на европските вредности. Не може во 2021 година вие да барате асимилација на народ под европско знаме. Тоа е тотално антиевропски чин. Тоа е тотално антиевропска Очекувате вредност. дека Брисел со поддршка на Вашингтон И ќе ја растури Бугарија ќе се соочи со сериозен проблем понатаму да ги спроведи своите политики, особено кон Македонија, но и генерално во самата Европска унија внатре, како тоа да го користат еврото за официјална валута и така натака. И тоа ќе биде цената која ќе ја платат, и ако не се освестат, и ако не ги прифатат нашите сугестии за помирување меѓу бугаризмот и македонизмот, они повторно ќе изгубат и оваа битка од македонизмот, ако не и војната. Значи можеме да очекуваме дека администрацијата на Бајден ќе влезе во еден брутален конфликт, не би можел да го речем конфликт, едно брутално прегазување на таа погрешна бугарска политика. Ја можам во да однос кажам на што Република. очекувам јас. Да, што Ја очекувам? очекувам Македонија да добие полна поддршка во тој процес на затварање на бугарското прашање, со тоа што тоа не значи дека тоа ќе биде анблок затворено. Може да се случи слична ситуација како со Грција. Бугарија се затвори во себе, како што се затвори Грција, и да стои на своето вето. Не може како што финансиски да стоеше. го издржи тоа. За разлика од Грција, Бугарија не може тоа финансиски да го издржи. Мислам И дека тоа не е картата- толку проблемот само финансиски, колку што е проблемот Бугарија не може тоа дипломатски да го издржи. Грците го имаа спакувано многу добро во Бланда, нивната позиција има Да, самите спакувано. бугарски дипломати велат тешко не разбираат во Вашингтон и Брисел Мислам дека господината Захариева тоа го кажа. И Захариева- Дека нивната позиција не може да ја објасни. и Ивајло Калфин, поранешниот министер за надворешни работи, А маса јас низа кажам на- дека јас не можам да ги разберам што сакаат. Бидејќи се им беше на тац нададено 2018 година. Во прашање беше МПЦ. Требаше само да ја признаат МПЦ, да ја споделиме таа споделена историја, да направиме оставинска постапка, дедовците биле дедовци, ние денеска сме денеска, одиме понатаму кон Европската унија заедно, живееме како европски земји и го европеизираме Балканот со европски вредности, но бугарите избра да изслугуваат на Москва. Добро вечер. Добро вечер. Пред 4 месеци рековте Трамп, всушност пред 6 месеци, така ја Да, завршивме. тоа беше во јули. Да, ја завршивме. Во твоето предавање. Беше така. предпоследна емисија во Центар за точно така. минатата календарска година. Рековте Трамп нема да победи на изборите. да. Се латаве направија и на социјалните мрежи и на YouTube. Зошто Трамп не победи? Зошто изгуби Трамп на изборите? Вчера беше инаугурацијата на Џо Бајден. Така, па сега секој нормален не е потребно да биде пророк,
за да знае зашто Трамп, јас тогаш во 2016 кога кажах дека Трамп ќе победи, тогаш беше обратното, сите другите викаха дека нема да победи Хилари Клинтон, Клинтон, така. Ето тоа. Кој гледа состојбите во САД и како се одвиват и како работи светската вода во сенка, му беше јасно зашо тогаш Трамп доби и сега зашо Бајден. Но проблемот е тоа, дека со доаѓањето на Бајден, проблемите во САД стават уште поголеми. Ке се радикализираат? Се радикализираат, Според вас, точно. Да. по која основа ке се Сега, радикализираат? за тоа шо, значи, има некои и странски... Бидејќи знаете, некој овде пробува да направат некоја паралела на тоа што се случи на 27 април Да. 2017 година, тоа што случи во американскиот капитол на 6 јануари, што се две работи кои се сосем различни. Но очигледно дека американците имаат еден внатрешен конфликт кој тешко наоѓаат начин како да го изменаџираат. Тие паралели се за тоа што, значи, действијата на Трамп беа малку слични со действијата на Груевски, тоа значи повика, па се повлече, па е така работи, нали, кои се. Но станува збор покажа дека не знаат да владеат. Па не знаат да 4 години имаше на располагање. Да. Значи тие 4 години, значи тој е стотиот веројатно председател или премиер кој смета дека со економски реформи може да ги реши политичките проблеми. Ние пред 30 години во Југославија видовме што се случи со Анте Марковиќ. Силните политички, националистички проблеми проба да ги реши со економска политика и крахираше Југославија. Истото му се случи и на Трамп. Така е, така е. Сега за споредбите, тука пред 1-2 дена па читах една споредба, беше руски аналитичар кој па споредуваше паленето на Райхстагот 1933 година сега со 6 јануари. Да, тоа го читав во бугарски труд. Имаше превод. Тоа е од имаше превод од руски во бугарски труд да читав. Така. Сега тие паралели се интересни за тоа што станува збор за значи насловот беше кој го запали Райхстагот. Така беше насловот. Да, сега точно така. Сега како и да е, сега веќе и во двата, едниот и во другиот правец, знаеме 33-та во Германија, почва дали една реваншистка дејност. Значи се пали Райхстагот, Хитлер почнува да се расчиства. Да се расчиства. Да се создава терен за една апсолутна власт. Ете така, тука ќе се обидат на ист начин. Мислите дека демократите ќе се обидат сега да рачат? Мислам, зашо мислам така? Затоа што, значи, тие во САД, тоа е проблемот. Тоа е проблемот дека значи Соединените американски држави се жестоко поделени. Тука имаше пред скоро почна некои ќе се поделили на 11 дела, па не знам, странски наблюдувачи сега. Пошто традициите били различни, не е битно, традициите и до сега беа различни. Проблемот е тоа дека тие имат сораснет проблем, не е расчистено. Со социјалниот проблем исто така е многу сериозно. И уште повеќе јас се интересирах да видам моментално колку е населението на САД. Моментално 332 милиони и таму колку илјади. Сега од нив 54,6 се само белите. Само 54 од 100. 54 од 100. Останатите 46 тоа се латиноамериканци, тоа се црнци и тоа се од Азија, азијаци. Добро, господин Мицов, која е таа споредба? Тоа што се случи 33-та година со палење на Райхстагот, сега одредени руски аналитичари, како што видите, го споредуваат со тоа што се случи на 6 јануари. Го споредуваат за тоа што мислат дека сега, значи, само што, за разлика од тоа, тоа што од Германија, кога Хитлер успе да користи таа работа, паленето, за да расчисти. Сега ќе биде тешко за расчистување, затоа што се види дека сепак значи еден голем дел гласа за Трамп. Затоа викам САД се поделени. Значи вие сметате дека американците се поделени? Мислам дека се поделени и во скоро ќе има, ајде денес инаугурацијата како ќе помине, независно дека мислам ќе има некаде стрелање во Штати, не стрелби некои, но во иднина, во блиска иднина, тогаш ќе бидат навистина судирите. Пошто не може без судири. Не може да би судири за тоа што Зошто не може без судири? не може за тоа што значи политиката која водеше
не само Трамп, ами и привързаниците, сега тие сакат да свъртат обратно со една експанзија надвор. Тоа е политиката на Обама, но уште позаострена. Политиката експанзија надвор. Тоа. Сега дали Бајден ќе го спроведе, ќе може да го спроведе, тој е возрастен, може да не си дочека мандатот, како и да е. Но станува збор за политиката, за линијата. Така што ние ќе бидеме сведоци, сега јас така мислам, ќе бидеме сведоци уште оваа година на тешки судири таму. Па ќе видиме. Сега јас исто така заврших, ќе видиме, нали? Да. Господин Мицов, по која линија ќе оди тој раскол во општеството американско? По која линија по вас може додат проблемите во Соединетите американски држави? Значи тамо се разликите 5 милиони. Тоа не е мала разлика во гласови. Тоа дури без разлика што Трамп не ги призна изборите, скоро 6 милиони. 6 милиони, 6 милиони, да. Кога ги гледах без 7-8 милиони, 6 милиони. Што значи дека и демократите и републиканците го постигна својот историски максимум. Тие го постигнаа својот максимум, а тоа значи дека се скоро на 332 милиони, разлика од 6 милиони не е голема. Не е голема. Не, таа е голема кога е тоа значи дека конфликтноста во државата е толку голема што двете групации успеа да извлечат максимум на свој гласачи. Значи дека е сензитивно гласачкото тело, јавното мислење така натаму. Значи има незадоволство, а сега од страна на тоа и од едните и другите, но сега тука има и друго, значи уште повеќе незадоволство во републиканската партија за тоа што за прв пат се случува председател од една партија кој Сената се држи и Конгресот се држи. Трите столба. Винаги има, знаеш, разлика, едните држат, тоа се получава. Сега веќе нема баланс, сега веќе сите го држат едните. Значи целата власт е кај демократите. Демократите сега велат не смее повеќе да ни се случи Трамп или нешто слично на Трамп. Да. И мора да искорениме трампизмот, да расчистиме трампизмот. Значи треба да се очекува од победниците не да подадат рака, туку да влезат да расчистат све што може да расчистат. Бајден кажа дека ќе подаде рака, ама тоа се зборува. Добро, тоа се протоколарни. Па за тоа викам, тие ќе се обидат да наметнат, да расчистат, а овие па нема да седат. Да. Тоа значи дека конфликтност од двете страни ќе се зајакнува. Конфликт од двете страни. Републиканската партија е во една ситуација како што беше ВМРО-ДПМН 2017 година. Да, ете така. Осудена за напади во парламент, осудени за влез напади во Капитол. Значи републиканците имат исто така сериозен проблем, преку 70% од гласачите нивни го смета Доналд Трамп дека е лидер кој треба да биде следен и така натаму. Значи имат проблем на лидерство натре во републиканската партија. Но тука разликата, знаеш што е? Тоа е разликата дека во САД секој има право и носи оружје. Така што замисли една републиканска партија, каде секој граѓанин на САД, независно како има право и си има таму пиштоли, автомати и секој тоа ќе го изнесе кога е потребно. Мој пријатели вела дека масовно се купувало. Па точно дека тоа. Дека и тие купувале. Дека дури и во мирни области на Америка, кај што немало насилие, кај што немало насилство. Па точно така. За тоа зборам. Така што едно е ти да си незадоволен и да шеташ на улици, друго е да го извадиш. Пиштолот. Така. За тоа ти ви. Значи очекувате конфликтност. Посебно што американците сега се поделено општество. Па да, и нема и по национална, и по расна, и по политичка, точно така. Точно така. И има едно веќе Вие рековте 54%? 54, да, гледате последната статистика, 54 запирка 6 белци, а останатите такви латиноамериканци, афроамериканци. Тексас кој се смета како столб символно на традиционална Америка, и Тексас се соочува белците да станат малцинство во Тексас. Точно значи, така. Тексас кој што дава 20% од вооружените сили на Соединетите американски држави, главните генерали, главната армија, значи главната војна лоби, логистика и така натаму, нафтеното лоби потекнува од Тексас и таму постои опасност белците да станат малцинство, да бидат надгласани и така натаму. Постои и сега информации, нали ти ги имаш сигурно дека и таму, значи таму наоружувањето оди жестоко. Таму, во Тексас. Добро, мислите дека може да дојде до конфликт? Не може, тука и ќе дое. Русите веќе 20 години играат на таа карта. Ги примаа представниците на Тексас, одржуваа комуникација. Дури во Лондон мислам дека можеше да се види представништво на државата или на федералната држава Тексас. Значи имаше во одредени главни градови на Европа, кај што може да се видат представништва на државата Тексас. Мислите дека
Не, јас мислам дека поделба не е која тоа сега сега, да, тие може да одржуваат комуникации, но просто внатрешните проблеми на САД се такви, веќе многу жестоки, така што и без примерно евентуална улога на Русија, тие ќе се сударат. Значи Бајден сега доаѓа на чело на Америка. Да. И Бајден го има оној комплекс што го имаше Трамп. Трамп имаше комплекс дека русите го имат избрано и дека дојден со помош на русите на чело на Америка. Сега Бајден го има проблема дека со помош на кинескиот вирус и со кинеската логистика е дојде на чело на Америка. Значи дека Бајден сега ќе мора да докаже дека не е кинески избор. Да, точно така. Дали околу Хонг Конг, дали околу Тајван, дали околу некои тамо делови во Јужното Кинеско море, тие веројатно ќе мора да влезат во некој конфликт со Кина. Конфликтот помеѓу Америка и Кина, војниот конфликт, е прашање на време, не дали ќе се случи, туку кога ќе се случи. Точно така и за тоа, сега јас мислам дека сега тоа вирусот беше искористен добро и од Кина и од русите. Русите максимално го искористија. И кинезите го искористија за тоа што овој под форма дека затвори тамо се и се што тој расчисти со тоа крило кое беше поврзано, знаеш, со глобалистичкото тоа расчисти сегашниот кинески Си Џинпинг, значи председател. Расчисти и тоа. Дури го смени уставот. Смени се тоа. Ги смени законите и тој може да ја мобилизира војската како генерален секретар и председател на државата. Јас си мислел сега, па некои и твои гледачи прашат зашо така Русија која немаш, нали, споредба со САД, толку умрени, зашо затвара, зашо тоа така, ти ги иронизираш, викаш па купил ги е Сорос и тоа, нали, прашањето е друго. Големите сили се спремат за војна, жешка војна за која зборихме. И сега тоа е многу удобна форма. Под форма на тоа ти затвараш големи територии. На тие големи територии се прават вежби. Истовремено, гледај сега во светот порано, јас памтам преди 12-13 години, кога отсекоа глава на еден руски војник, кај беше во Авганистан и кај беше таму некаде, го отсекоа, во Бугарија, целата редакција беше изфрлена од работа. Тоа беше објавено на бугарска национална телевизија. Така, именно. Имаше смена на директорка беше. Да, директорката и уредниците и така. Тоа не беше Иран, туку беше дека Таџикистан, тамо некој од бившите поранешните советски републики. Но сега во сите медиуми во светот, нали, сега станува збор за коронавирусот. Како луѓе се грчат, како умират и тоа. И зашо е тоа? Јас мислам дека за тоа што 75 години не е имало светска војна. Луѓето, генерациите тие не знаат крв, не знаат тоа, добро, се водат војни и тоа. Сега, за да биде навикнат светот на крв, на смрт, на тоа се прокламира за тоа што значи се спрема за да бидат, пошто инако види, ти кога не си навикнат, ние сме читали за војна, ама едно да читаш, а друго е, нали, да ти биде тоа. Са вие мислите дека ова не е војна, туку ова е подготовка за поголема војна? Тоа е подготовка за поголема војна, а војна ние зборихме со тебе. Тоа војна биолошка има, климатска има, но тука станува збор за жешка фаза на војната. Пошто војната заметил Што мислите под жешка фаза? Жешка фаза веќе со конвенционална со нуклеарно оружје? Со нуклеарно оружје и конвенционално и со нуклеарно оружје, тоа е жешка фаза. Другото е Значи ве очекувате дека ќе има конфликт, ќе има војна. Ќе има конфликт и се подготвуваат психолошки луѓето. Овој вирус. Значи, со приказните, со медиумите. Покажува, наместо да ја покажува отсечена глава на тоа, ти покажува како луѓе умират, како тоа, болнички кревети, сите во маски, скафандери. Сите во маски, тоа ти е Значи, е психолошка подготовка за нов воен. Подготовка за и има уште едно нешто. Сега, кој се обратил внимание, претпоставам, пред неколку дена Русија излезе од договорот Отворено небо, значи, а американците излегува пред 7 месеци, минатата година. Сега, значи, но моментално меѓу Русија и САД постои само еден договор за нуклеарните оружје, СТАРТ 3, и тој договор, рокот му истекува на 5 февруари, сега 21. Значи колку? По 2 недели. Да, за 2 недели. Значи за 2 недели. Практично веќе меѓу нив нема договор. Нема договор. Сега, на 17 октомври, минатата година, Русија даде предлог за продолжување на договор со 1 година. Значи, иначе, имаше, тој беше подписан 2010 до 2020, сега 21 тоа, и со можност за продолжување 5 години. Русија даде предлог за 1 година, САД одби. Така, прашам јас, зашто за 1 година? Зашто не за 5?
Па зашто? Затоа што сите, и русите и тоа, знаат дека иде конфликтот, само што, значи, и затоа тие сакат да се обезбедат за една година барем. Нали, ако може, нали, за да се спремат тоа. Овие одбија и тоа. Значи, по 5 февруари нема веќе мегунив договор за нуклеарно. Што ќе премени? Ето тоа е проблемот. Што ќе премени? Ето тоа, ние сме, не, како се вика, на дното, ние веќе длабуваме под тоа. Имавте колумна, објавив на порталот. Да. Што велите дека ова е најглупата, се извинувам за ова израз. Па види сега, тоа е мој став сега. Дека ова е најглупата генерација македонци да, во изминатите 3 милениуми. Така. Пошто види, ние сме немали држава многу долго време. Значи, не сме имали држава. Ама сме имали, ако не сме имали држава, сме имали барем групи, имали сме јаки поединци и тоа. Сега, за жал, тука ги гледам на тоа, нема дури... Ето тоа ти. Значи, ние успеавме да станеме најглупата генерација последните 3 милениуми. Јас не знам како успеавме, ама еве успеавме. Ама и тоа е успех. За да станете најглупа генерација во 3 милиони, односно 3 милениуми. Не можам да си го објаснам до каква степен нема дури, значи, секогаш и под османлиско, и кога е било и под српско, и под бугарско, и под тамо тоа, секогаш имало луѓе спремни. Нема бе човек, нема. Гледа Мицов, тоа е зачудувачки. Ни читат, ни следат, ни нешто работат. Во Фејсбук работат. Да, работат, само коментират. Да. Значи, ни читат, ни ништо, само нешто коментират. Све знаат. Посебно за работи за кои врска немат, тие све знаат. Значи, една таква деструкција, една таква ментална осиромашеност, која се случува сега во македонското општество, такви двојни стандарди. Така е, значи, така е. Таква една погубна национална политика. Јас стварно не знам каде ќе биде крајот. Па тоа сега, крајот, како е велил Даме Груев, по-добро ужасен крај, отколку ужаси без крај. Нали, пошто ние сме од ужас во ужас влегуваме. Така, сега, и има, ние немаше да имаме држава, 44-та, ако тогаш имаше Фејсбук. Значи, ако имаше Фејсбук, немаше да имаме држава, па сите ги тамо антифашисти, други ги чакаат на тоа. Ние најдоа слабата точка. Ако ни направија Фејсбук 44-та година, ќе немаше... Па како ќе бара, наместо тоа, тој ќе си работи тамо и ќе бие фашистите на тоа, на мрежа. Знаете, ги гледаме како коментират на социјалните мрежи. Тоа е страшна работа, тоа е една страшна деструкција, едно страшно непочитување на све што е државност, што е функционално во државата и така натаму и така натаму. Значи нема две работи кои ги спојуваат македонците. Гледај сега, тоа е и за тоа што ние практично Значи тоа не може да е случајно, се извинувам. Значи се работи на еден процес на деструкција, на еден процес на самоуништување. Нема тоа, ништо нема случај. На еден процес на губење на самопочита, самочувството. Не можеме, ние мали сме. На кого ќе се спротивставиме? Точно така, нема тоа, нема ништо случајно. Нема ништо случајно. Зашто гледате Мицов, без разлика дали согласуваме за НАТО и ЗЕУ. Значи без разлика дали согласуваме. Значи видите ова е погубна филозофија. Ние име сменивме и нема да не примат. Значи ние однапред сметаме дека ништо не можеме да направиме, дека сме за све неспособни. Што и да направиме? Што и да направиме, ние повторно ќе бидеме губитници. Значи тоа е таа наша губитничка филозофија, губитничка ментална мантра, структура. Јас за тоа, значи, која владае со нас. Точно така. Вие Пиреј го нарекавте тоа. Ама не, јас не сум го нарекал, Петр Андреевски го има. Да, вие го објаснивте. Ама станува збор дека тоа, значи, види, ама и тој изгледа е знаел тоа, ама сега сепак, види, тука негативите мора да ги трансформираш, како се кажали евреите, во позитиви. И сега, сега, види, чекај сега. Ние сме Пиреј, пошто, да кажеш ние сме победници, не сме победници. Нели? И човекот тогаш писател, сме победиле 44-та, сме победиле 44-та и таа сака да ја уништат. Добро, ама, значи, после 44-та не сме победиле. Пиреј, но истовремено, значи сме вечни. Значи, еве, трсиш во
период, ама се, значи, тоа е една философија која сака сепак да извлече позитива од негативата. Мицо, Јас не прифаќам тоа, Мицо, сега ние сме зборили. Пијамебите се вечни. Добро. Значи, нашата вечност почива на тоа да не се бунтуваме. Да немаме став. Јас да не го прифаќам, ама енергија. просто го објаснувам како тоа. Значи, кога си во безизлез, значи Како викат, на ведната глава сабја не сече. Не сече. Тоа е нашата филозофија. Значи, колку сме и не е вистина, затоа што на ведната глава најмногу сече сабја. Тоа значи дека колку сме ние попослушни, Да. толку ќе бидеме повечни. Да. Како вие сакате една држава, едно општество да има лидери, кога развија таква филозофија, дека вечноста се мери со послушноста. Па нема лидери. Нема лидери. Ние за тоа гледаме. Јас секогаш отворено викам, па чекај сега, државата, веќе ние практично немаме држава. Ние имаме, види, ние немаме сега... Има една средба, Киро Глигоров Демирел. Луѓе кои биле на таа средба вела дека тоа е некаде по патување преку Босфорот, Дарданелите на брод, кој што Демирел му вика на Глигоров, ке имате проблем како да формирате држава. Бидејќи ви треба мит, ви треба херој. Кој е херојот на Македонија? И Киро Глигоров нема одговор. Кој е херојот на Македонија врз база на што се гради македонската нација? Самуил, Гоце Делчев, па нас бугарите сака да не ги убијат хероите. Да, така е. Нема држава во светот која може да се формира или која може да функционира без херој. Не може. Како ние ќе функционираме без херој? Кога некој ќе рече заедничка историја, како што сега велат овие ајдамаци таму од Софија и од Бугарија, тие всушност сакаат да не ги убијат хероите и митовите. Врз база на кој се формира една држава. Како ќе формираме? Како ќе не функционира таа држава? На пире или ќе ја формираме? Па точно тоа. Значи ние гледај, ние немаме лидери, ние сега значи испаѓаме се подлабоко, ние немаме, јас тоа викам, значи ние практично сега, ние немаме македонски институции. Ние имаме институции, чекај, ние имаме институции во кои има по неколку македонци по дух. Примерно, во која да институција, кажам, во МАНО 1.20, во институтот на прсти се бројат. Так. На прсти се бројат. Јас за тоа викам, ние немаме македонски институции, имаме македонци во немакедонските институции. Ете така. Ете тоа е до кај спаднахме. А ти една држава кога немаш институции своји, шо сме? Ама гледате, Мицов. Нова Македонија која беше символ на македонизмот не постои. Па не постои. Ја уништија. Македонската телевизија, ако не ја финансира државата, не може да функционира. Па никој не ја гледа. Грев вие да ја гледа. Да, значи грев вие да ја гледа. Македонска академија на науки и уметности, кај што ближе базе Конески генерал Михајло Апостолски, со енциклопедијата ја скршија кичмата. Значи све што носеше префикс македонско, кој беше символ на македонизмот, во изминатите 10-15 години е растурено, разорено, го нема. За тоа збориме. Институтот за национална историја. Институтот за национална историја. Работите, не сам да зборам. Добро, ама сега јас баш работам и гледам таму. Го растурија. Па практично е така. Практично нема. И од кај ќе се почне сега? Па од кај ќе се почне? Значи мора да се почне од нула. Ама каде е нулата? Чекај сега. Каде е нулата? Нулата е јасна, ама нема луѓе да почнат од нулата. Па ние сме 100 метри под нулата. Ние сме 100 метри нас ни треба генерации до нула да стигнеме. Како од кај ќе се јават па тие генерации? Кога сегашната генерација ние ние сме најглупата и шо, значи следува по нас да бидат уште поглупи. Значи ние сега ќе треба како најглупа генерација изминатите 3 милениуми да школуваме уште поглупи генерации. Па така логиката овде. Пошто ние не можеме да школуваме паметни генерации. Уште повеќе се е синхронизирано. Еве укинувањето на историјата. Сега. Ама Мицов, имате двете најмокни телевизии. Газди на двете најмокни телевизии се Зинго, покојни, Љубисав Иванов Зинго и Боро Стојменов. Да. Па зар може да се случи тие две телевизии да креират општествено милие кое може да биде македонско? Па тие не ја чувствуваат оваа држава. Тие оваа држава ја чувствуваат како одредено портмоне од кај што може да земат пари, а не да вратат нешто во државата. И како вие со разорени институции, со медиуми под контрола, со никакво судство можете нешто да правите? Дури ја не знам и како опстоивме, морам да ви признам. Не знам како обстоивме и како можеме да функционираме. Гледај, ние сме рекордери, на вистина рекорд, за 30 години да се уништи готова држава.
Тоа малку држави може. На тацна поклонета. Да, дадена. Така. Па дури се фалевме единствена држава во светот која е без крв е направена. Да, бе, сега. Нели тоа беше флоскулата на оаза на мирот? И 2001 дојде крвта за да ви покаже. И ние поклонија на тацна, и ние и тој поклон. Да, за 30 години, значи дури за помалку од 30 години да уништиш ти голема цела држава, што е тоа? Како викате евреите? Тоа е искуство. Прво провери кој ги има заработено парите. Да. Ако ги има таткото заработено, синот ги троши, лесно ќе се договори со синот. Да. Ама ако синот ги има заработено, и синот ги троши, тогаш нема да се договориш. Значи, ама... овде ни е поклонија државата. Затоа ја немаме, затоа што е поклонета, затоа што не си, значи не сме се борили за неја. Ајдеш нешто кое не си се борил, ти не можеш за тоа. Ние вредноста не ја цениме. Гледај сега, бе, тоа е јасно. Па ти гледаш и тоа сега и за индивиду и за друго. Човек кој сам не си е градил животот, не си е градил кариерата, може да биде лидер, бе. Како може да биде лидер кога е бил цел тоа, цел живот на тоа? Го критикувавме Бранко Цренковски. Да. Па дојде Лјупчо Ѓорѓиевски, викавме леле, овој Бранко бил добар. Па дојде после Лјупчо Ѓорѓиевски, не знам, Владо Бучковски, викавме леле, поја Бранко и Лјупчо. Па дојде Никола, па дојде сега не знам Зоран Заев и Рамо Христо Мицковски. И како некој доаѓа, нивото се намало и ние викаме ке ве молиме вечно да останете вие, пошто следниот човек дојде ќе биде бетер од вас. Точно така. И што излегува? Ете тоа малку, па уште помалку, па уште, па другото веќе не го гледаш од земја. Толку малку. Пиреј. Па толку сега. И сега кај се тргнали тие таму во тоа во Унгарија во тоа да барат. Што барат бе? Па точно така, сега лидери наводни. Што барат? Видите, со тоа што од Унгарија, во Хрватска и во Словенија, тие амнестират Бугарија. Тие всушност испраќаат порака, зборам за Христо Мицковски, Александар Николовски, тие испраќаат порака дека ние не сме отпочнале преговори со Европската Унија, бидејќи ние сме неспособни, а не дека Бугарија не ставила вето. Бидејќи блокадата на тие пристапни преговори е поради ветото на Бугарија. Јасно. Сестринска партија не име ХДЗ, не име партијата само на Јанша или на Орбан, сестринска партија име ГЕРБ. Што не појдоа кај ГЕРБ во лице на Бојко Борисов да му кажат постои македонски народ, македонска нација, Гоце Делчев македонец и така натаму. Туку пред Бојко комачиње таму пред. Сега, па нели точно тоа саках да кажам. Па нели беше Мицковски кај Борисов и што правеше? Беа во Загреб. Во Загреб, да. Кршеше прстење. Па еве тоа ти. Тоа ти е сега лидери. Нема, затоа викам, нема лидери. И народот го гледа тоа. Народот гледа тоа. Ете така и народот пошо и гледате се кој е деградира и самиот народ деградира во тие децени. И се гледа кој е губитничка филозофија. Значи државата е наша. Да. Значи ние сме мнозинство. Значи може да се формира македонска влада од ВМРО СДСМ кој може да спроведи попис од државата без никаков проблем. И се ние тука ламентираме и се плашиме како ќе биде направен пописот. Дали пак ќе не излажат албанците кои се малцинство, дали ќе не излажат другите така натаму и така натаму. Значи ние не сме способни и тоа што го имаме да го одбраниме. Па ние ако бевме способни немаше да стигнеме до тука. Ако бевме способни ќе стигнеме ли до тука? Сега ако ти имаш, ако имаш чувство национално, ако имаш дух, ако имаш тоа, како ќе стигнеш до тука? Па ние сега практично на вистина, јас за тоа колку пати сум кажал, не може тогаш, значи 13,6% ти командуват 86%, бе. Како може тоа? Каде го има тоа? Што е 13,6? Па тоа се бројот на албанците. И види, сите институции авторитетни са нивни. Гледајте, економија, надворешни работи, тоа, сите тоа. Абе ние се едно живееме во Албанија, бе човек. Така е. Ние како овој Васил Стериовски. Па Васил Стериовски, ама Васил Стериовски, види, еден човек, ама се брани, види документи на шоу, нали, 23-та, 24-та, 22-та, тоа, сега. А ние со колку пратеници? Па добро, ние имаме колку сега? Во собрание 120 са вкупно, а колку са тие кои са не са албанци? 90 или колку са таму? Ете така. Види, еден Васил Стериовски сам, сите во тоа и води и гледа, имаше дискусии како се обидува да го забрат, нали, што прави тоа, а 90 вувчиња во собранието што прават? Гледате Мицов, излага бившиот министер за образование. Да. И вели, ако албанците се под 20%, тој нема да го прифати пописот. Видите,
Кој е таа фројдовска сега една ситуација? Ама види, веднаш Заев му одговара и да са по 20, се е стекнати права. Види, едниот па другиот. Па тоа е како грнето и тоа. Но тие знаат дека се по 20%. Па знаат. Бидејќи ако беа над 20%, тогаш неговата формулација и порака ќе беше ако сме по 30%, нема да го прифатиме пописот. Тие знаат дека се по 20%, затоа вели ако сме по 20%, нема да го прифатиме пописот. Добро, ама еве, другиот па одва и чека овој да каже А и овој Б, нема да стекнати правата. Ете, тоа ти е. Шо ќе правиш со тоа? И шо ќе правиме са? Па шо ќе правиме? Како беше имаше на виц во ЈНА, доаѓа мало ромче. Сега не знам како е правилно да се каже, дали е ромче, сега па шо не знаеме како се уставот, или? Па види сега не знаеме, тие веќе нови реченици ќе не смислат. И му вели, друже капетане, што ќе правиме сега? Ќе бегаме или ќе се предаваме? Пошто не пријателот ги на. Што ќе правиме ние? Ќе бегаме или ќе се предаваме? Бидејќи ние да се бориме не размислуваме. Очигледно. Види сега, значи тоа анекдотата која оди е така. Значи окружени и вика на тоа, значи на командирот. Вика, сега што ќе правиме? Ќе се биеме или ќе се предаваме? А овој му вика, македонецот не се предава никогаш, ќе бегаме. И сега, ама види, шала, ама тоа во секоја шала има вистина, пошто бегането, знаеш, и пред Илинденското, и по Илинденското, и сега, и селуването, тоа ти е бегането. Значи, во шалата излегува вистина. Што ќе правиме? Ќе бегаме. И кај ќе бегаме? Ќе бегаме насекаде во светот и ќе се прилагодуваме кон сите тие земји кон светот, ќе се прилагодуваме наместо да седиме тука и да си средиме државата. Видиш шо? Значи, ете тоа, ќе се прснеме по сите страни, ама нема тука да си направим држава. Еден Шутрако Каракачанов. Да. И една госпожа од Пазарџик, Екатерина Захариева, бришат пато со нас. Иако не се свесни дека таа бугарска политика и стратегија е тантела, дека е фалименто, дека Бугарија нема, дека Бугарија за 10 години ќе биде држава кај што бугарите ќе се малцинство во сопствената држава. Така, точно. Да, тоа е бугарската држава. Точно. Дека таа нивна стратегија Советот крахира, бидејќи они се бореа цело време за обединување, паѓање на границите на ДВБ и односно на Трија Паланка, и сега ако дојдоа на таква ситуација да им паднат границите, ја ставија вето. И сега сите што се мислички луѓе во Бугарија велат, па добро, вие не сте нормални. Вие всушност работите во спротивен интерес на интересите на Бугарија. Значи еден Шутра Каракачанов и Захариева успеа Бугарија да направат да води една губитничка политика од која Бугарија нема да се опораи наредните 10 или 20 години. Нема да се оправи, ама тука има нешто интересно, пошто читах за некој таму бугарски функционер кој во разговор со исто така со турски и пишува тамо, значи во разговорот го праша за крајот. Вика, како гледате иднината на Бугарија? И овој дипломат, нали, така, и одговара, вика, знаете, вика, кога, вика, станам во Истанбул и погледнам и гледам Виена. Ете, тоа ти е. Видиш? Тоа е иднината. Гледа Виена. Значи до Виена не гледа друго. Не гледа ништо. Ништо друго. Значи тоа е иднината на Бугарија. Ете така. Ние сме на патот на Виена или не сме на патот? Па види сега како гледаме, баш сме на патот со сите наши работи. Некој македонски политичар кој ќе го прашат, ако е интелигентен, ќе рече кога станам во Истанбул, кога погледнам од балконот на хотелот, ја гледам Виена. Значи песимисте, нема потреба да ја прашам, песимисте околу иднината на Македонија. Види сега, гледај, песимист. Тука станува збор, знаеш што се кажали за песимистот? Дека е добро осведомен реалист. Добро информиран. Дека е добро информиран. И добро информиран реалист. Значи вие сте добро информиран реалист. Па мислам дека сум. Затоа што не гледам луѓе, не гледам спремност, не гледам тоа. Ако има војна во светот. Види, ако има војна во светот, ние ќе се спасиме сигурно. Чекај ние нема да се бориме. Ние ќе бегаме. Ние ќе бегаме. Добро, ама кај ќе бегаш? Ќе најдеме некое место таму. Каде во Вардар, некаде или во Црто море или во Јадрано. Ќе најдеме некое место. Ете така, не, проблемот е тоа. Бидејќи вие го знаете за бугарите. Зашто бугарите имаат најмалку заразени од коронавирус, бидејќи е софистициран вирус. Да. Бидејќи е софистициран вирус и не може да патат софистициран вирус. Тоа е да ми што кажуват за бугарите. Зашто имаат најмали бројки. Проблемот Васко е тоа што на вистина, значи војна ќе има.
јас мислам дека и тука и на Балканот ќе има војна. Но прашањето е во тоа пошто имаше војна и 44 година, 45 војна, ама тоа е шанса за тие кои се спремни и кои се тоа, значи да смениш работите. Но тогаш имаше, имаше партизани, имаше комунисти, тоа и коригираха и тоа и Букурештскиот договор и друго, значи сепак Македонија се избори. Сега прашањето е и да има војна, и да има и Балканска војна, јас за жал не гледам луѓе кои можат да облегат во улогата на антифашистите, на тоа значи да се изборат. Така што ние пак ќе бидеме во... Што ќе гледате? Вие кажавте, најглупа генерација, последните 3 милиони. Што може да очекувате од најглупа генерација? Сега, има да кажеме, ама ние сме како она што беше вицот кога праќа кучето лајка на месечината во космичкиот брод. Нарани кучета и не дире дугмета. Значи тоа е да не правиме штета за државата. Ние не можеме корист. Ние треба само да не направиме поголема штета, некои идни генерации да можат да ја санират. Па добро, сега идни генерации што ќе направат? Сега тоа си е така. Види, што оди државата, оди кон федерализација која е практично остварена федерализација, мора само да биде, значи, да биде така официализиран. Федерализација постои. Не ве прашувам поише, многу црни проценки давте. Црни проценки, добро, ќе видиме сега. Колку поише ве прашувам, поцрни проценки давте? Сега тоа не е проценка. Значи, види, за да смениш проценката, за да смениш тоа, за да бидеш оптимист, мора да имаш... Нема енергија. Енергија? Нема идеја, нема енергија. Согласам. Енергија, идеја, луѓе. Така. Идеја има? Нема. Енергија има? Нема. Луѓе има? Нема. Тога шо? Ама со Господ напред, Господ шо, да се симне тука на масата и да што да направи Господ? Да не заврши работата ако може. Да не заврши, па ние потоа ќе ние да дремиме. Па ние века, види. Ние да дремиме ние веќе и Господ не славиме, ние страв, нели видиш сега, значи добро во Охридското езеро се фрли. Гледај сега во тоа нема тоа неколку. Ние и Господ не славиме. Тоа нешто што е, гледаш, и во Вевчанскиот карнавал од 1450 години прават карнавал, абе имало и колера, и чума, и не знам што, и секакви усвојувачи, и тој карнавал има. И сега што? И кога се намесија? Кога полицијата? Јас гледав во тоа. Не кога почна да шетат со маски. Кога почнаа маските бугарски, фасистички, окупатор, другото, тогаш се намеси специјалната единица. Замети тоа нешто. Пошто да не така да не срдиме бугарите, да не срдиме тие овие, ние сме глупчета и сега ово и тука, нали, ајде да не ме усметам, ајде да ме усметам, шо? Тоа држава? Нема држава. Нема држава. Ово беше емисијата од Центар. Јас сум Маско Ефтов, почитувани гледачи. Вечера погледавте две интервјуа, Стефан Влахов Мицов, Петар Богоевски. Се надевам дека сте задоволни тие две интервјуа. Недела ви подготвуваме нова емисија со нови интервјуа, нови теми, нови анализи. Се гледаме недела 22 часот. До недела во 22 часот. Пријатно вечер Македонија. Каде да си?